Добар е, криптоентузијасти, имаме одлична збирка на Altcoin вести за вас, значи веќе 2 недели собирани, едва успеав да издвоам што е најбитно, затоа што знаете и сами дека не можеме да направиме видео кое што е 5 часа, значи нема видео кое што не ни е пократко од, тоест не ни е полого од 1 час, така да затоа се обидувам што можам, нели повеќе да се фокусирам на најбитни случувања, но посебно кога станува Altcoin вести, нашиот Анџело Стојановски, знаете и сами, тој е новиот модератор на Patreon и мој личен помошник кога станува збор за Altcoin вести, е немилосрден и ни прати милион вести, така да јас се обидов што можам најдобрите да ги издвојам, но невозможно е, значи се е битно, така да пак ќе кажам, значи што не сме опфатиле овој пат, верувајте ми ќе опфатиме во следните, така да не се секирајте, ништо нема да испуштиме, барем од најбитните вести, ќе дадеме се од себе што може повеќе од истите да бидат опфатени. Сега, на самиот почеток, знаете, и сами секогаш имаме еден мал вовет, во кој што, нели, треба да кажеме што се случува, што понатаму, со тоа што денеска нормално ги гледате овие вести во четврток, истите беа направени и пуштени на самиот канал и во Patreon заедницата во среда вечерта, со тоа што во петок очекувате дека ќе бидете видео за Gnosis Pay, GNO, сабота ќе имаме неделен лайвстрим за лов на врв, многу битен неделен лайвстрим, а за недела имаме една мала промена. Односно, во недела очекувате дека ќе направиме, значи наместо да биде стейкинг, liquid staking, како што веќе беше, предлогот ќе направиме една многу битна анализа базирана на видеото значи на Benjamin Cohen, Why has alt season not happened yet? Значи ова е видео кое што он го направил пред некој недела и половина, каде што објаснува нели кои се неговите факти зошто мисли дека Altcoin сезоната се уште не настапила. Се сложувам со многу од неговите размислувања и анализи и сакам нели да ги споредиме. Значи за жал многу е ретко да имаме некој кој што можеме да го споредиме нашето, да речам, толкување, нашите анализи, посебно кога станува збор за ваков тип на висок степен на техничка анализа, така да ќе направиме анализа во која што ќе го обработиме ова видео во детали и ќе ги споредиме нашите видувања на пазарот моментално со оние на Benjamin Cohen. Верували или не, нема да биде ова класичен тип на пеглање, но пак само сакам нели да споредиме во оваа ситуација што размислува еден искусен аналитичар, па би рекол со уште еден нели од заостанатиот Балкан искусен аналитичар, да видиме која е разликата, дали се сложуваме, едноставно да добиете второ мислење за она што се случува моментално на пазарот. Така да верувам дека ова е многу побитно во овој момент, посебно кога станува збор за Altcoin сезона. Очекувате дека истото ќе биде достапно наместо специјалното неделно видео за Liquid Staking. Liquid Staking и понатаму ќе го вработиме, нема бегање, значи овдека е, тоа е дел од нормално нашите материјали кои што треба да ги обработиме. Сега, дополнително би сакал да напоменам на сите македонци кои што се во Малта, значи во Crypto Hub Малта, тоа е наредна среда на 26 февруари, иако се уште не ми е припремена презентацијата, наскоро ќе биде, ова е Биткоин против војна, видеото кое што го имате на нашиот канал на македонски јазик, знаете дека секој едукативен материјал прво е достапен за македонците, а потоа за ајваните овдека на Малта. Значи си ги почитуваме, ние сме едни од најредовните, тоест извинувам, најредовните говорници, ова ни е 8ми пат како гостуваме на Crypto Hub Малта. Ние отвараме, ние затвараме сезони во Crypto Hub Малта, така да, како да ви кажам, не цена доста, може би има зошто, нели, вие најдобро знаете. Така да ова ќе биде, така речено, преработено видео од Биткоин против војна. Знаете и сами дека ова ќе биде достапно на нашиот канал веднаш штом истите ќе го обработат во соодветен нели видеозапис. Значи имаат они своји луѓе кои што го работат тоа. Потенцијално ни беше спомнато дека можно е овој пат да организираме со нивна техника и лайвстрим. Сега, дали ќе се случи или не можам да ви ветам. Ако нормално се случи, ќе го добиете директно на нашиот канал. Доколку не, знаете и сами, веднаш штом ќе биде достапно, истото ќе биде објавено на нашиот канал. Овие јавни настапи за нас се многу битни, на тој начин запознаваме многу луѓе, на тој начин собираме информации, кои што потоа повторно ги враќаме до вас. Така да, пак ќе кажам, добре дојдени се сите македонци кои што се на Малта на 26 февруари да ни се прикочат во 7 часот попладне во Сохо де Стренд Малта на последниот спрат, тоа е на 4-тиот спрат. И нормално пак ќе кажам, се е бесплатно, знаете дека гемиџијата никогаш ниту наплакал, ниту ќе наплаќа за едукација. Така да благодарам на сите оние кои што нормално постојано се дел од мојот ентораж овде, вклучувајќи ги Мајнерот и Маријан и Кико,
тие ни се тројцата стандардни, секој останат е добре дојден. Дополнително, значи да не забораваме, имаме битни известувања. Значи официјално аплициравме во општина Велес за да ни биде даден амфитеатарот во Младинскиот парк во Велес, кој што собира многу голема количина на луѓе, собира слободно над 600 луѓе без никаков проблем, каде што планираме да направиме јавен, значи ова ќе биде нели втората крипто македонска конференција, која што нели првата беше во Прилеп, втората ќе биде во Велес. Нормално Криптофил ќе биде гостин. Баравме да биде закажана за 17 и 18 мај. Тоа е викенд, сабота и недела и гледавме да биде тоа измеѓу, нели, практично да не биде 1 мај затоа што нема шанси да дојде никој, да не биде Свети Кирил и Методи кој што е после овој викенд, така да 17 и 18 мај планирајте дека ќе имаме криптоконференција во Велес, нормално доколку ни одобрат, доколку не ќе одиме на план Б. За сега мислам дека ваков тип на конференција од јавен карактер е многу потребна, посебно затоа што знаете и сами дека ние за ваков тип на конференции и за ваков тип на едукација не наплаќаме. Сето ова е free of charge, знаете, и сами го покриваме ние. Препоставувам дека и Криптофил, затоа што и самиот сакаше да учествува. Со тоа што пак ќе напоменам, значи заблагодарете се на нашата Patreon заедница, која што е главниот покровител на сето ова. Значи, со средствата кои што ги добиваме во Patreon заедницата, затоа и моментално немаме инвестирано нешто во подолг период, значи се обидуваме да акумулираме одредена сума која што ни е потребна да ги покриеме сите трошоци. Значи, трошоци за озвучување, трошоци за проекции, трошоци за се што ќе ни биде потребно, вклучувајќи го и патот до Македонија, како за мене, така за мајнерот, овдека нормално треба да додадеме и потенцијални трошоци за, не знам, кафе, пауза, што и да ни е потребно, хостеси, сето тоа да го покриеме со нели средствата кои што ги добиваме Patreon заедницата. Значи тоа е поентата на Patreon заедницата. Сите овие средства кои што ги добиваме од луѓето кои што се членови на истата, ги користиме назад за едукација на македонскиот народ. На крајот од денот Криптогемиџија и каналот и нашата група, тимот е овде со цел да помогне во едукација за финансиска писменост и блокчейн технологија на македонскиот народ. Се планира крипто конференцијата да биде 2 дена со многу говорници, значи повеќе овој пат од оние основни 3 кои што ги имавте последниот пат. Останува да видиме како се тоа ќе изгледа. Нормално уште еднаш ќе напоменам, се тоа е моментално во организација. Штом ќе имаме повеќе информации, ќе бидете информирани. За сега, нормално, се уште немаме ниту постер, ниту потенцијално се тоа како го работиме, така ќе го добивате на нашите страни, така да продолжите да следите. Се уште е рано, но нормално овие работи мора уште сега да се знаат, со цел да можеме да договориме со нашите нели говорници кои што ќе бидат дел од оваа криптоконференција. Значи веќе имаме неколку на најразлични сфери и пак кажав, значи се обидуваме да го организираме ова се подобро и се поголемо. Сите оние кои се дел од нашата Patreon заедница добиваат привилегии, како на пример ова видео за Altco Investi веќе беше достапно за нашата Patreon заедница во вечерните часови во среда, а вие го гледате во 6 часот попладне во четврток. Значи сите оние кои се дел од нашата Patreon заедница имаат пристап до оваа Patreon апликација, која што ги има сите наши практично видеа први. Значи овдека може да ги погледнете веднаш штом се направени, ги аплодираме и може да ги најдете на оваа основна страница. Дополнително овдека ги имате и нашите чатови, значи има најразлични чатови на најразлични теми, на кои што гледаме дека не само ние, туку нашата заедница многу помага во меѓусебно информирање и во меѓусебно едуцирање. Идејата на оваа заедница е буквално без шилање, без никакви, не знам, анонимуси, да шират страв, да шират анонимни коини и така натаму, да направиме една зрела сфера каде што луѓето ќе може помеѓу себе да се информираат и да се едуцираат на се што е крипто, макроекономија, геополитика, техничка анализа и така натаму. Овдека имаме нормално и групата на Криптофил. Тоа е практично неговата, да речам, специјалност. Знаете сами, yield farming, каде што истиот споделува најнови видеа со нашата заедница. Се обидуваме да донесеме што повеќе професионалци, како од техничка анализа, така од се што е моментално дел во крипто, и сите овие професионалци се обидуваме да ги интегрираме во нашата Patreon заедница со цел да може да помогнат да створиме една професионална заедница на инвеститори македонци. Тоа не интересира ништо повеќе. Овде ќе имате и директни пораки до нас. Јас ги одговарам еднаш дневно, значи може да ги прашате луѓето од нашата заедница, за тоа сум крајно активен, како и еднаш во месецот организираме посебен тип на лайвстрим. Тоа е лайвстрим на
посебна апликација на Microsoft Teams, каде што сите оние кои што сакаат од нашата Patreon заедница, веќе повеќе од 400 членови, се прикучуваат и јавно говориме лице во лице за подобрување на заедницата, за било каков тип на прашања кои што имаат од макроекономија крипто, секогаш сме овдека да одговориме на нивните прашања. Со тоа што уште една сите оние кои што се дел од нашата Patreon заедница, доколку имаат проблем, знаеме дека се јавува проблем при плаќањето на месечната членарина, им предлагаме доколку имаат проблем со своите банки, да може да го направат исто тоа уплаќање на годишно ниво со крипто на адресите кои што се моментално приложени, или пак ако сакате во било која друга валута, слободно стапете во контакт со нас, значи сме доста отворени за овој дел со соработка. Значи пак ќе кажам, оваа мала членарина нас ни помага да ја дигнеме работата на каналот на уште повисоко ниво, а понатаму и да организираме многу повеќе и доаѓање во Македонија и нешто што се уште не сме почнале, а тоа е да почнеме да одиме на најразлични конференции со цел да можеме да собираме уште повеќе информации и се тоа да го споделиме со македонскиот народ. Работиме директно за македонскиот народ. Оваа поддршка која што ја гледате овдека е како да сте платиле весник кој што работи директно за вас. Нема никакви влијанија, нема никакви спонзори, се тоа што го правиме е гола вистина која што ја пласираме директно на македонскиот народ. Овдека исто така и криптогемиџија кооперацијата, која што е, да речам, еден втор мал дел од тимот, кој што моментално работи на ваков тип на, да речам, дизајни. Тоа се овие дизајни како што беа последните два. Наскоро спремаме интересни дизајни со пеглање, останува да видите што и како ќе биде кога ќе го направиме. Значи, за почеток се уште се обидуваме да се координираме со принтерницата и со нормално, значи се е македонско, се тоа што е произведено е македонско, македонски продукт и затоа имаме малку потешкоти додека се тоа тргне. Знаете како е малку во Македонија е, да речем, за овие работи комплицирано, но штом се ставиме во ред, ќе биде многу побрзо, ќе има многу повеќе дизајни, ќе има многу побрз обрт. За сега овие два продукти се ставени во производство, веднаш штом ќе бидат произведени, ќе ги пратиме на домашните адреси според процедурата по која што ги нарачавте, а наскоро ќе можеме да почнеме со втората рунда со нов дизајн на кој што ќе може да нарачате, а на тој начин и да помогнете на нашата работа. Линк до криптокооперацијата, Гемиџија, како и до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на било кое видео. Значи ова е линкот до Patreon заедницата, ова е линкот до криптогемиџија кооперацијата. Така да уште еднаш ви благодарам на сите оние кои што веќе помогнале со сето ова и се надевам нормално дека на некој начин ова ќе биде и понатаму активен дел од нашата работа и на тој начин ќе можеме уште повеќе да подобриме она што го правиме за вас. Сега ќе почнеме со самите Altcoin вести. Знаете и сами дека на почетокот на секој Altcoin вести прво правиме една мала, да речем, споредба на сето она што се случува моментално на индикаторите на алткоините, меѓу кои првиот е нормално Altcoin сезона индексот, каде што можеме да видиме дека е на 45, значи дека моментално Bitcoin има многу подобар перформанс за разлика од поголемиот дел од алткоините кои што моментално се во загуба за жал. Значи уште еднаш ќе напоменам, ќе имате две видеа оваа недела, саботното видео односно лайвстрим, негде околу 8 или 9 часот, се уште не сме договориле кога ќе биде, каде што ќе разговараме за лов на врв, нормално дека ќе спомнеме и за алткоините, и недела во која што ќе се фокусираме само на алткоин сезоната, каде што ќе направиме споредба на она што Бенџамин Коен го анализирал пред 12 дена, со голем дел од неговите информации се сложуваме, но нормално ќе надградиме неговата анализа со своји лични, да речем, податоци и нормално видување на истата, со цел да имаме една целосна слика од два аналитичари за тоа што се случува на пазарот и што очекуваме. Битна работа и понатаму ќе напоменаме дека ние остануваме на очекувањата за алткоин сезона, не гледаме причина зошто алткоин сезона не би имало овој бул маркет. Ние видовме 2 дена алткоин сезона, тоа ни по точка разна не може да го рачунаме како алткоин сезона и понатаму се наоѓаме во она нормална рамка на биткоин движењето, во која што очекуваме дека потенцијално можеме да имаме алткоин сезона. Така да, поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, јас не гледам проблем и не гледам причина зошто не би очекувал алткоин сезона. Како што кажаме, секој бул маркет е различен, вклучувајќи го и овој, во некој сме имале порано, во некој сме имале подоцна алткоин сезона, за сето тоа нормално ќе поразговараме во сабота и недела, во детали каде мислиме дека се наоѓаме во овој момент. Како и секогаш ги споредуваме оние најактивни проекти, кои што се моментално според скриптите кои што ги принесуваат на GitHub, тоа е практично нели мерилото според кое што гледаме кои се најактивни проекти, меѓу кои нормално на годишно ниво се стандардна екипа,
Овдека само го гледам полкадот дека е паднат. За разлика од другото, останатите се овде. Ethereum, Cardano, ICP, Flow, Arbitrum, Stacks, eGold и така натаму. Со тоа што на неделно ниво, прво во однос на core развојот, значи развојот на самиот блокчейн, како core блокчейн, Ethereum, па Cardano, ICP, Chainlink, HBAR. Стандардна екипа, само пак ќе кажем овдека единствено пак ќе кажем малку полкадот ни вали. Останатите се исти. За разлика од тоа, кога станува збор за екосистемот, значи скрипти кои што се поднесени од целиот екосистем на самиот блокчейн, нормално секогаш, мислам, во поголемиот дел од случаевите прв е Ethereum, Scale, нешто што треба потенцијално да го обработиме, Cosmos, Near, Polkadot, овдека ICP и Cardano ни фалат, но гледаме дека се кога станува збор за core development овде. Сега следна работа која што треба да анализираме е да видиме што се случува со индикаторите, меѓу кои нормално најбитниот индикатор ни е RSI во оваа ситуација. Според тоа можеме да видиме, значи секогаш гледаме на најголем можен временски интервал, затоа што на тој начин имаме многу подобра слика за тоа каде се наоѓа моментално алткоин сферата. Со тоа што можеме да видиме дека поголемиот дел од алткоините се наоѓаат под 40 и многу блиску до 30. Вредноста 30 на RSI е вредност која што напоменува дека сите овие коини моментално се наоѓаат во зона на препродаденост. Значи дека нивната вредност моментално е крајно подценета. Тоа го знаеме веќе долг период, тоа не е ништо ново за нас, посебно после последната корекција која што ја добивме, со она страф поради тарифи и така натаму, и пак ќе напоменам моментално е одлично време за купување. Единствена причина поради која што моментално не купуваме ништо на пазарот не е дека сме исплашени, не е дека ќе капитулираме, не е дека ќе продаваме, дека ќе излекуваме од пазарот. Единствена причина поради која што не купуваме во овој момент е фактот дека моментално собираме одреден капитал кој што ни е потребен за да можеме да помириме се што ни треба за да организираме криптоконференцијата во Велес. Кога тоа ќе го завршиме, нормално дека сите средства кои што моментално ни се постојан прилив на каналот од сите можни страни ќе бидат повторно фокусирани на акумулирање алткоини. Ние од нашата стратегија не отстапуваме и понатаму продолжуваме затоа што веруваме во истата. Нормално ова е наше размислување, ние не ви кажуваме вие што да правите, само ви кажуваме што ние правиме на пазарот и поради која причина. Сега, следна работа која што сакам да провериме кога станува збор за алткоини е Google Trends. Google Trends ни дава прилика идеја каде се наоѓа моментално ритейл секторот. Значи, зошто велиме ритейл секторот? Затоа што овдека можеме да видиме како ритейл секторот се интересира или не се интересира за криптосферата. Значи, моментално можеме да видиме дека ритейл секторот, кога станува збор за биткоин како пребарување, значи, моментално можеме да видиме дека има многу мал интерес за овој збор. Што тоа значи? Тоа значи дека во однос на тоа што се бара на search engine-ите, така, значи на оние пребарувачи на интернет, можеме да видиме дека многу мала е заинтересираноста за пребарување на зборот биткоин. 26 од апсолутни 100, тоа е најголемата бројка на пребарување кои што сме ги добиле во 2017 година, почетокот на 2018 година. Значи, зошто е ова толку битно? Затоа што на тој начин ни покажува колку луѓето се заинтересирани за крипто. Во оваа ситуација конкретно за биткоин. Овдека ќе ставиме уште неколку зборови да видиме, да речеме, дали еве на пример се заинтересирани за блокчейн, каде што можеме да видиме различни резултати кои што по големиот дел од нив ни покажуваат дека за жал моментално не се заинтересирани за крипто. Погледнете, кога станува збор за блокчейн, споредбено со 2017 година апсолутна стотка и 2021 која била оприлика половина од претходното побарување во 2017 година, зашто е тоа блокчейн, можеме да видиме дека моментално се наоѓаме на апсолутни најниски 33, својствено на, погледнете, ноември 2023 година беше практично падот на FTX, ако не сажам ова и не, тоа беше овдека негде. Како и да е, ова е најдлабоките делови на bear маркетот. И ние се наоѓаме буквално на истото вредност како најдлабоките вредности на bear маркетот. Што значи дека ритейл секторот се уште воопште не се ни заинтересирал за тоа што е крипто, што е блокчейн, што е биткоин. Ритейл секторот е се уште далеку од влез на нашиот пазар. Погледнете. Значи, споредбено 2017 година, 2021 година, погледнете кога сме имале најголем интерес за тоа што е крипто, сега моментално се наоѓаме на некоја вредност од, само да ја колку е моментално, 48,
кое што гледаме дека е нешто блиску до оној прв скок кој што го имавме кога биткоин конечно излезе од bear market. Така да поради оваа причина уште еднаш ќе напоменам, значи имаме ситуација во која што допрва треба значи да излеземе од овој макро bear тренд кога станува збор за алткоините, иако биткоин моментално е со одлична заработка, значи јас пак ќе напоменам и верувам дека тоа е главната причина. Една од главните причини поради која што биткоин има толку добар перформанс овој bull market се, знаете и сами, институциите. Се повеќе и повеќе гледаме институционална адаптација на биткоин првенствено. Што значи, spot ETFs, не смееме да ги подцениме, се еден од главните двигатели на биткоин цената и моментално верувам дека една од главните причини поради која што е во оваа ситуација на оваа добра цена е повторно spot ETFs на биткоин. Значи, погледнете сами, моментално можеме да видиме дека во последниот период гледаме дека имало страв, ова е нормално околу 12 февруари и почетокот, значи ова е буквално оние стравови од тарифи, каде што гледаме дека, да речем, имаме мал одлив кога станува збор за биткоин spot ETFs, најголемите нормално, но не заборавајте дека во целиот овој период и понатаму BlackRock купува. Значи, знае нешто што потенцијално ние не знаеме, така. Дури Ethereum spot ETFs не се така лоши, да бидеме реални, кога би требало да споредиме што случува на пазарот, погледнете, нема одлив, така. Има прилив, можеби е скромен, но нема одлив, што значи дека ако беше толку лошо за алткоините, овие институции кои што акумулирале ETF и изгубили интерес во него, нормално дека ќе се откажат од него, така дека ќе почнат да го ликвидираат. И пак, значи она што постојано го зборуваме, ако го споредиме ова на скалилото на адаптација, значи ова ние практично вкупната акумулација на биткоин уште од 11 јануари 2024 година, кога за прв пат беа реализирани и пуштени во тргување првите spot ETFs на биткоин, гледаме дека трендот и понатаму останува исклучиво нагоре во горниот десен агол. Со одредени периоди на корекции, што е сосема нормално, ништо не се движи само нагоре, но гледаме дека и понатаму, значи биткоин самиот по себе продолжува да се движи во нагорен тренд. Значи, ништо надвор од вообичаеното. Буквално имаме нормални корекции од време на време, но и понатаму гледаме дека продолжува во оној правец кој што нас ја одговара. И корекциите кои што гледавме дека некои локални, би рекол, штабски, стручњаци велеа дека ќе добиеме корекција до 70.000, што е невозможно. Зошто? Ево уште еднаш да се навратиме на истата оваа ситуација. Како ќе добиете, кажете ми вие, корекција до 70.000 кога BlackRock секој ден купува десетици, стотици милиони вреден биткоин? Како? Да не забораваме дека ова е само spot ETF, а каде се директно компаниите како MicroStrategy кои што не престанаа да купуваат во целиот овој период. Затоа велам уште една, значи не попаѓајте под вакви филмски идеи дека биткоин може да се коригира 30%, нормално дека не може, барем јас не гледам како, кога имаме институции кои што не дај Боже цената да падне пониско, ќе се убијат од купување, затоа што знаат дека ово што моментално го гледаат потенцијално можеби веќе никогаш нема да го видат во однос на цена на биткоин. Се разбираме, заради неговата реткост, многу пати сме го разговарали. Од друга страна, 19 февруари, тоа е денешниот ден кога го правиме ова видео, значи може да видите и сами дека буквално 1,25 милиарда долари се изминтани од страна на Circle и Tether, тоа се USDC и USDT. Така, еве да не веруваме нели на овој артикл, нормално тоа секогаш можеме да го провериме со биткоин, се извинувам, со крипто тоа е многу лесно. Значи за тоа што ние моментално ќе ги споредиме како изгледа маркет капот на USDT и USDC. Нормално дека маркет капот не може да лаже, значи секогаш кога имаме минтање на нови количини на USDC и USDT, односно кога се заклучуваат се повеќе практично, само да го направиме ова да биде малку поголемо, значи се повеќе и повеќе кеш се заклучува и се минта нови USDT и USDC стейблкоини. Погледнете. Значи ние одамна го надминавме највисокиот дел на стейблкоини во 2022 година и моментално сме практично дупло од него. Погледнете. Тогаш сме имали околу 75 милиарди долари, токенизирани долари, така, сега имаме 140, скоро дупло повеќе имаме од врвот во 2022 година. А не сме виделе алткоин сезона. Се разбираме? Што значи дека допрва ќе видиме потенцијално претварање на овие стейблкоини во алткоини.
барем тоа јас го очекувам, останува да видиме. Значи, ако немало интерес и ако се очекува дека ќе имаме bear market, еве како изгледа bear market, каде што луѓето едноставно излегуваат од стейблкоините, нема поента да чувате стейблкоини ако пред вас има bear market. Еве што се случува. Гледате, че имаме корекција надолу на количината на стейблкоини на пазарот. Истото можеме да го видиме и со USDC, значи market cap, max, сега ќе видите како тоа изгледа. Значи, кога ќе погледнеме на целокупната количина на USDC, уште поголема разлика може, погледнете. Значи, од 2022 година, како луѓето излегувале од пазарот, така количината на USDC се намалувала. Што имаме моментално? Само што го надмиравме претходниот all-time high на претходниот практично bull market. Така, што значи дека гледаме дека наместо луѓето да се откажуваат, они и понатаму минтаат стейблкоини. Зошто? Зошто минтаат стейблкоини? Кажете ми, ако не се очекува алткоин сезона. Повторно, сега нема да налагуваме, ова се само некои од, да речам, моменталните аналитики кои што ги правиме. Нормално се тоа на долг рок ќе видиме дали е така. Значи никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, но она што го гледаме и понатаму ни покажува дека самиот bull market не застана овде и дека допрва ќе продолжи понатаму. Следна работа која што треба да напоменеме е, еве, погледнете и сами, вели на 17 февруари, се повеќе и повеќе китови повлекуваат биткоини од менувачниците. Сега, еве, пак ќе кажам, значи не веруваме на едноставно на сите овие вести, секогаш мораме ова да го потврдиме. Како ќе го потврдиме? Многу едноставно, ќе го потврдиме со тоа што ќе провериме што се случува on-chain. Така, значи, ако ги повлекуваат овие количини на биткоин, како што они велат, тоа значи дека вкупната количина на биткоин на менувачниците ќе се намалува. Така, погледнете. Еве, кажете ми вие дали не се намалува сами, со оглед на фактот дека на CryptoQuant тоа многу лесно можеме да го провериме. Погледнете, само секунда, со реклама не убија. Значи, како изгледа моментално количината на биткоин на менувачниците? Погледнете. Имаме огромен пат на количината на биткоин која што се наоѓа моментално на менувачниците. Нема ни да налагуваме како и што. Еве, едноставно, нема потреба повеќе разговор. Значи, уште погледнете, јануари 2024 година, моментот кога почнуваат spot ETFs да учествуваат на пазарот. Погледнете, имаме драстично намалување од 3 милиони биткоини на менувачниците кои што биле ликвидност на моментална количина од 2,5. Значи, они 500.000 биткоини повлекле од менувачниците. И гледаме дека во последниве денови вртоглаво се повлекува биткоин од менувачниците. Што тоа ви кажува? Како што веќе напомена самиот артикл, ви кажува дека се поголем е интересот за биткоин да се отстрани од менувачниците. Зошто тргате од менувачница одредена количина на биткоин? Зошто? Затоа што не планирате да ја продадете. Така, че ако вие имате 1000 биткоини, вие ги чувате менувачите само доколку имате потреба да ги размените, продадете, најчесто нормално OTC. Во оваа ситуација, ако вие немате таква потреба, нормално дека вие 1000 биткоини нема да чувате на било која менувачица, затоа што ниту една менувачица не е толку сигурна. Друга битна работа, погледнете, short term holder supply. Значи овде можеме да видиме дека се повеќе и повеќе краткорочните држачи на биткоин, оние кои што држат повеќе од 155 дена, тоест помалку од 155 дена, значи се повеќе се зголемува. Што тоа значи? Тоа значи дека на краток рок се повеќе и повеќе луѓе очекуваат дека цената ќе продолжи да расте. Затоа и очигледно гледаме дека овие краткорочни трговци кои што ги чуваат најчесто биткоините помалку од 155 дена, се повеќе и повеќе акумулираат. Се разбираме? Што значи дека сите овие моментално, да речам, индикатори не покажуваат дека се повеќе и повеќе има шанса за добар bull market, посебно во овој последен дел, во оваа последна година. Тоа што ние постојано го зборуваме, до сега биткоин циклусот не разочарал, не гледам причина зашто би почнал тоа да го прави сега. Следна битна работа, пред да продолжиме, би сака само уште една интересна теорија која што се уште не сме обработиле. Значи Elliott Wave и парабола се две, да речам, напредни формации на техничка анализа кои што се уште не сме ги обработили, затоа не ги користам во нашата техничка анализа. Тоа дополнително треба да го обработиме, каде што ќе обработиме 5 точки на Elliott Wave со 3 точки на корекција, како и параболата, која што сама по себе си има своја техничка анализа. Ова се работи кои што сега ќе можеме да ги обработиме затоа што сега се случуваат на пазарот и затоа гледате дека се обидуваме да имаме
ситуација во која што нешто практично се случува, за да можеме нормално да го презентираме соодветно со соодветна техничка анализа. Во оваа ситуација би сакал само да ви покажам едно кратко клипче кое што го најдов, многу интересно и го покажува тоа што наскоро ќе го обработиме потенцијално уште во саботното видео, каде што ќе имаме нормално лайвстрим техничка анализа. Значи овде ќе може да погледнете како изгледа самата моментална парабола во она каде се движи моментално цената на биткоин споредбено со 2021 година. Затоа што нема поента ние да разговараме за парабола ако истата не се случува. А сега кога веќе се случува, можеме да ја споредиме и следиме во нашите нормални технички анализи, па затоа и најчесто, мислам, наскоро ќе биде паметно да ја обработиме и додадеме на нашиот материјал за техничка анализа. Погледнете. Значи дека можеме да видиме многу јасно дека оваа прва иницијална фаза од мислам дека беа 5 точки на парабола се случува. Така, со тоа што најчесто параболата е на некој начин оние неколку скокови кои што го сигнализираат бул маркетот, се разбираме. Со тоа што е овдека дури многу интересно направено, ја само ќе го зголемам да биде малку појасно. Мислам дека вака може да видите подобро. Значи можеме да видиме како од крајот, ова беше апсолутниот практично дно во FTX колапсот, погледнете. Значи како моментално еве ги 4 точки кои што кажеме, петиот е практично врвот, можеме да видиме дека овие корекции исто така кореспондираат со Wyckoff акумулација до дистрибуција, оние марка период, а во исто време тоа е практично параболично движење кое што само по себе има 5 точки кои што треба да ги определите, тешко е да се определат, но еве гледате и сами, значи според овој техничар допрва треба да стигнеме до последната точка на парабола. Тоа е нешто што ќе го разговараме во сабота потенцијално, веќе е ставено на мојата листа за обработка. Пак ќе кажам, не работиме да речем одредени формации додека истите не се случуваат, за да можеме да ги обработиме директно на самиот чарт. Така е најдобро и луѓето ќе можат најдобро да научат затоа што директно ги применува. Се една интересна работа која што треба да обработиме пред да почнеме со самите altcoin вести, една многу интересна дистинкција која што јас не сум ја знаел во детали, значи помеѓу ETF и ETP. Каде што во оваа ситуација, значи нема голема разлика, со тоа што не знам зошто овдека така го ставиле. Значи погледнете сега. ETP самите по себе во било која ситуација практично представуваат само да видам каде беше. Значи директно го следат, тоест во оваа ситуација истите се ги купувате, значи ETP е исто како spot ETF, се разбираме. Овдека е спореден со futures ETF, кој што во оваа ситуација постои во Америка, значи во Америка може да биде futures или spot ETF, во тоа што разликата е дека, значи некој од луѓето ме праша, па сакав да им објаснам која е разликата, ETP е еднакво на ETF, се разбираме. Значи според тоа што успеав да го видам. Со тоа што ETP е Exchange Traded Product, ETF представува Exchange Traded Fund. Разликата е во тоа што фондовите во Америка може да бидат futures или може да бидат spot. Разликата е помеѓу тоа што кога се futures ETFs, истите не, значи да речем ако вие го имате овој фонд, вие не купувате средството кое што овој фонд го тргува, се разбираме, во превод. Кога имавме futures Bitcoin ETF, значи дека вие практично не држите биткоин, вие држите хартија од вредност која што ја следат цената на биткоин. Што значи дека вие не инвестирате во самото добро. За разлика од тоа ETP како и самиот spot ETF, вие директно инвестирате во самото добро. Разликата е во тоа што ETP и ETF кога станува збор за спот верзија, каде што овој, да речем, фонд кој што вие инвестирате, он мора да купи иста толку голема количина на доброто кое што вие инвестирате, колку што вие сте му дале пари, и тоа моментално гледаме дека може да бидат и акции, и бонд што се практично државни обврзници, комодити што представуваат ресурси. За разлика од тоа се многу повеќе ограничени фьючерс, кои што најчесто представуваат што? Представуваат индекси, цели сектори, кога имаме индекс за секторот и акции. И затоа јас постојано зборувам, spot ETFs има зошто да ги обработуваме и да обрнуваме внимание на истите. Разликата е во тоа што spot ETFs се во Америка, ETP најчесто се однесува на Exchange Traded Products или ETFs надвор од Америка, според тоа што досега сум го видел. Значи не сум бил толку многу во тие води, не ме интересирале, отворено да ви кажам, и затоа не сум крајно запознаен. Само сакав да објаснам дека има голема разлика помеѓу futures и помеѓу ETP и ETF кога станува збор за spot.
Значи, како што кажевме, истите го имаат underlying asset, односно доброто во кое што инвестирате, директно инвестирано самиот фонд кога вие купувате акции во истиот, додека за разлика од тоа фьючерс, они не инвестираат во доброто, туку само чуваат акции од вредност, кои што практично прават мимикрија на цената на доброто во кое што инвестирате. Со тоа што ова е само една кратка дистинкција која што сакав да направам за оние кои што ме прашаа која е разликата помеѓу фьючерс и спот. Сега, интересна работа кога веќе нели разговараме за институции, затоа што институциите се доста битен дел од овој bull market, да бидеме реални. Значи моментално MicroStrategy руши рекорди. Влегоа во Nasdaq, тоа се топ 100 компании во Мурика. Значи погледнете, 37 милиарди вредни, значи во долара против вредност купени акции на MicroStrategy. Моментално оно што треба да го забележиме е дека моментално MicroStrategy има огромна количина на биткоин. Ефективно со последното купување од колку беа таму, огромна количина е погледнем 260.000 биткоини во четвртата четвртина од 2024 година. Значи последната количина на биткоин кој што го поседува MicroStrategy е 478.740 биткоини. Огромна количина на биткоини, со оглед на фактот дека од 20 милион 210.000 треба бидат како ќе дое 10%, така. Значи ова се негде околу 15% како ќе дое, така 15% од вкупната количина, ако не и повеќе. Не 240, 20%, така. Значи според тоа што го гледам овдека. 21, не, тоа се 2%, се извинувам, 2% е вкупната количина на биткоин, значи огромна количина, моментално поседува 2%, се извинувам. Математиката секогаш ми била јака страна, затоа станав адвокат, но како и да е, значи во целата оваа ситуација станува збор за огромна количина на биткоин, вредна 46 милиарди долари во овој момент. С тоа што можеме да видиме дека не е само количината на биткоин, нормално MicroStrategy нема да може да купи толку многу биткоин, доколку нема нови инвеститори. Они постојано практично издаваат нови акции кои што се покриени со оваа количина на пари која што влегува во MicroStrategy, кои што директно се инвестирани во биткоин. На тој начин имаме еден магичен круг во кој што новите пари кои што постојано влегуваат во MicroStrategy веднаш влегуваат во биткоин, а качувањето на цената на биткоин прави да едноставно постојано имаме обрт на капитал и профит од овој капитал, затоа што цената на биткоин постојано расте. Следна интересна работа која што треба да спомнеме, погледнете го, ова е многу интересен податок. Само да видам каде беше. 1400 институционални, значи ова се различни компании, инвестираат директно во MicroStrategy. 1400. Со тоа што велим, и понатаму, главните инвеститори, погледнете. Првиот најголем инвеститор е Vanguard. А велиме Vanguard не го интересира криптовалути. Еве гледаме. Ако не го интересира, тогаш кажете ми зошто Vanguard е најголемиот инвеститор во MicroStrategy, кој што се занимава исклучиво со купување на биткоин во моментов, со вели останати му се уште 16,3 милиони акции во MicroStrategy, после тоа што последниот квартал продал 1,5 милиони акции, замислете. А му останали уште 16,3 милиони. Што значи дека MicroStrategy, се извинувам, дека Vanguard има огромно учество во MicroStrategy. Не знам колку е процентуално ово, но ова е многу голема количина. Втор по големина shareholder во MicroStrategy е Capital International Investors со 12,5 милиони акции и BlackRock на трето место, не може без BlackRock, че BlackRock со 11,2 милиони акции. Што значи дека и понатаму имаме огромен удел на најголемите играчи. BlackRock и Vanguard, првото и второто место на најголеми инвеститори во светот, кога станува збор за assets under management, капитал под менеджмент, сигурно не би инвестирале во нешто што потенцијално би пропаднало или во нешто што не веруваат. И пак овдека се побија оној фактор што постојано се зборува дека Vanguard не сакал да има дел или не сакал да биде дел од криптосекторот, ни по точка разно, посебно кога гледате дека и во MicroStrategy, а да не забораваме дека во првите 5 компании за криптомайнинг во Америка и Vanguard и BlackRock имаат барем по 5 до 10% учество во секој од нив. Тоа не е за џабе, така? Со тоа што гледаме дека институционалната адаптација се повеќе и повеќе се шири низ светот, Франклин Темплтон отвара своја подружница во Луксембург, каде што на 8 земји, дури 8 земји во Европа, им дозволува да можат да купуваат директно преку неговиот фонд
токенизирани мурички обврзници. Тоа е нели токенизиран мурикански долар. Со тоа што гледаме дека овдека се Австрија, Франција, Германија, Италија и овдека уште неколку. Не е ни битно, но се напоменува дека се 8. И погледнете на кој блокчейн ова се случува. Не се случува на Ethereum, туку на Stellar, на XLM. Погледнете друга битна работа, тоа што постојано го зборувам. Институциите веќе се во алткоини. И сега кога некој ми кажува, ама они се заинтересирани само, не се заинтересирани само за биткоин и Ethereum. Во моментот кога Buidl, тоа е основната и најголема моментално, втора по големина, но беше да речем прва макро голема апликација изградена на Ethereum, нормално со капитал од BlackRock за токенизирање на државни обврзници на Мурика. Значи истата направи диверзификација уште пред некој месец. Погледнете. Сега не е само на Ethereum, целиот овој капитал на токенизирани обврзници, туку истиот е на Stellar, Aptos, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Base, Ethereum и само што го додадува Solana. Се разбираме? А погледнете, овдека, значи Франклин Темплтон, третиот по големина токенизатор на обврзници на Мурика, одлучил дека ќе го користи Stellar, а не Ethereum. Што значи дека се повеќе и повеќе се користат други блокчейни, не само Ethereum. И еве го тоа, погледнете, че ова е моментално листата на токенизирани обврзници на Мурика, каде што оно што го гледате Benji моментално на трето место представува токенот на Франклин Темплтон, кој што е во противвредност на долари за купување на обврзници на Мурика. И погледнете овдека, иако најголем дел од токенизираните обврзници на Мурика се на Ethereum, се повеќе и повеќе алткоините земаат дел од сето ова. Погледнете, имате огромно количество на токенизирање на Stellar, тоа е Франклин Темплтон, потоа следно по големина е, само да видам, Offchain, сега се препоставувам технологија која што ги држи Offchain овие обврзници, прв пат гледам, Solana на трето место, Avalanche на четврто место, Aptos, Polygon, Arbitrum, Base. Така, што значи дека и Optimism. Гледаме се повеќе и повеќе најразлични блокчейни земаат дел од токенизирањето, замислете, на државни обврзници на Мурика. Че ова веќе не е токенизирање на CryptoPunks, се разбираме. Не зборуваме ние за NFTs на сликичи од камен, така. Ние зборуваме за real world asset токенизација на едни од најбитните хартии од вредност во светот, така. Значи целиот свет моментално, сакале ние или не, и понатаму инвестира дебело во хартии од вредност, односно долг на Мурика. А овдека знаете и сами дека ние сме дебело инвестирани во Ondo, некаде околу 5-6% од нашето портфолио. Тоа се OUSG и USDY заедно ги става практично негде на второ место практично ги става по токенизација на обврзници во Мурика. Замислете. И ние сме инвестирани во овој проект поради таа причина. Затоа сакам да напоменам, значи овдека ние гледаме дека се повеќе и повеќе институционалната адоптација кога станува збор првенствено за real world asset токенизација, расте. А тоа е позитивно за сите нас, да се разбереме. И сега овдека јас би сакал само една многу интересна работа да ви покажам. Значи ова е CEO, значи највисокиот представник на Франклин Темплтон, така. Јас го пуштив ова кај на себе, ќе го пуштам уште еднаш и сакам внимателно да го слушате. Затоа што знаете како? Дали ќе имаме сега алткоин сезона или не, искрено мене воопште не ми значи ништо. Отворено ви кажувам, сега ќе ви кажам и зошто. Значи, ево ова што ќе го каже моментално CEO на Франклин Темплтон. Јас ова што го гледам моментално кај алткоините, затоа што гледам дека многу од оние макси на биткоини понатамо фураат иста приказна, само биткоин и никој друг. Невозможно. Невозможно. Тоа е како да очекувате дека само Мерцедес ќе успее од фабриките за коли и нема да има ниту еден друг бренд. И само Мерцедес ќе постои. И сите други брендови ќе пропаднат. Што е глупост, така? Не постои ниту една индустрија која што нема повеќе компании, представници од истиот продукт. Не постои. Еве, кажете ми, знаете која е? Сега ќе ви кажам. За градење на нуклеарни централи, моментално само Русија има таква програма која што гради низ целиот свет нуклеарни централи и потенцијално Америка. Значи тоа е на некој начин олигарски пазар за нуклеарни централи. Тоа е, на пример, прво ми доаѓа. Се останато има огромен број на брендови, огромен број на продукцијски капацитети, било кој продукт, па така и оваа технологија. Не може да очекувате дека се ќе биде само биткоин. Научна фантастика. Што значи, прашање на време е кога алткоините и нивниот use case, сите овие алткоини имаат своја технологија. Дел од нив нема да постојат, дел од нив ќе пропаднат, дел од нив
тимот ќе се распадне, другиот дел нешто ќе се случи на технологијата, сме гледали многу пати такви случаи. Terra Luna беше сметан за еден од најкреативните, најинтересните продукти, пропадна. Така, тоа не го менува фактот, што ќе напоменам дека оваа технологија има огромен use case и го гледаме. Значи, најголемите институции зборуваат за тоа. А вие постојано гледате краткорочно, вие гледате зошто се уште не почнале да растат. Знаете како? Кога нешто има use case, потребно е време тој use case да си најде свое место, прашање на време е само кога сето тоа ќе експлодира. Така. И затоа јас постојано зборувам. Значи, иако јас сакам во овој bull market да направам огромен капитал, да бидеме јасни, јас сум на долг рук овдека и сум спремен да чекам затоа што сум свесен кој е капацитетот на оваа технологија. Јас сум свесен, дали сте вие? Еве да видиме исто и на Франклин Темплтон, ова е петиот по големина Assets Under Management фонд во светот. Vanguard, тој е BlackRock, Vanguard, Fidelity, ако не се лажам следен беше Invesco, па потоа доаѓа Франклин Темплтон. Слушнете што има да каже за алткоините. Really important to think of blockchain as a technology. It's a really programming important to think of language, blockchain right? It does as a- certain things really well. as a programming language, right? It does It's well. likely that I do ETFs think that it and mutual will- funds will ultimately it's likely that be built on ETFs blockchain and just 'cause it's will an ultimately incredibly be efficient built on technology. blockchain because it's And an then incredibly there's efficient the technology. crypto world. Some- And then there's Вика, the- моментално the самата crypto блокчейн world. технологија е толку добра што верувам дека сите ETFs и mutual fund, заеднички фондови, ќе бидат на блокчейн. Она зборува за нејзиниот фонд. Франклин Темплтон е фонд. Fidelity, Vanguard, BlackRock се фондови. Тоа се фондови кои што може понатаму да бидат на блокчейн, каде што многу полесно ќе може да се работат. И вика, тогаш вика еве го и крипто како технологија. Тоа сега овдека нормално зборува за самите алткоини. some of which I think has tremendous opportunity, and some of which I think has it'll be noise. tremendous It'll be a little bit like the dot-com Some era, of which when, I think it'll be noise. It'll be a eventually little you had some of the biggest com era companies when, of you the know, next decade eventually came out of it, and then big you had a lot companies that of kinda the next decade. moved away to the side. But So- then had a lot Тоа that што ние kinda- постојано зборуваме, вика, во крипто зборува за алткоините, не зборува за биткоин одека. Има огромен потенцијал. И вика, ова е моментално многу слично на .com ерата. Вика, ќе има некои проекти кои што потенцијално ќе станат можеби и најголемите компании како што тоа се случи во .com ерата, затоа што во .com ерата поголемиот дел од овие интернет компании престанале да постојат, но од .com ерата потекнуваат и Microsoft, и Apple, и Amazon и така натаму. Се разбираме? Што значи, вели, голем дел од овие проекти ќе бидат само бука во позадина, кои што ќе престанат да постојат, но очекувам, вика, дека ќе има многу проекти кои што потенцијално ќе бидат следните гигантски компании како што се джиновите кои што потекнуваат од .com bubble ерата. So I think the crypto world is similar. So I think the crypto world is the thing with the Trump administration similar. is we're going I to think start to see the- them converge more. administration is we're gonna TradFi start and to see crypto, them which is something that we need. the We need to have TradFi some and sort the of crypto regulatory clarity. we so need. you can We bring need to these have some together. sort of regulatory Fundamentally, it so you will can bring drive these out together costs, because there is great fundamentally it innovation will in drive out costs and technology. there is great Вика, innovation и with the очекуваме technology. дека со новата администрација на Трамп, конечно, традиционалните финанси ќе се спојат со оваа технологија и тогаш ќе добиеме реализирање на оваа технологија во однос на цена. Се разбираме дека конечно ќе добиеме она што го очекуваме, самата технологија си го најде сопственото место. Не го зборува она за џабе ова, да се разбереме. Со тоа што погледнете сега на крајот од овој дел со институциите, ќе зборуваме за последниот состанок во Белата куќа помеѓу веќе креираниот крипто совет на Трамп и некои од најголемите имиња во крипто. И сега, знаете како, после сето ова што моментално гледам на пазарот, кажете ми како да продадам. Еве, кажете ми во коментар, очекувам од вас коментар, дали би продале, еве. Гледате што гледам моментално на пазарот, јас ви го покажувам постојано, ви покажувам луѓе кои што се огромни. Ова се најголемите менаџери во светот. Како би, зошто би продале, еве, кажете ми вие. Coinbase моментално прави паблиш, така речено, на CBBTC, ова е нормално една технологија која што потекнува од Chainlink, каде што моментално ќе можеме да следиме колку голема количина на биткоин моментално поседува Coinbase, затоа што знаете дека CBBTC е практично токенизирана верзија на биткоин на Base. Така, значи на Base моментално имате токенизирана верзија на биткоин, која што не е само на Base овдека, ако не се лажам беше на неколку различни блокчейни, еве, погледнете. Значи моментално самиот Coinbase, затоа што знаете дека една од најголемите количини на биткоин се наоѓа токму на Coinbase. Не заборавајте дека Coinbase е значи минувачицата која што ги држи биткоините
за 9 од 11 биткоин спот ETFs во светот, најголемите во Америка, така? Тоа што она сама по себе, значи Coinbase лично поседува 26.525 биткоини, меѓу кои 16.000 од овие се токенизирани, практично се нели изминтани на Ethereum блокчейнот, 7.600 на како може на биткоин, на Base 7.600, 2.600 на Solana и 51 на Arbitrum. Не знам зашто го ставиле. Но идејата е дека моментално имаме големи количини од овие блокчейни, од овие биткоини изминтани на друг блокчейн. И овдека нормално Proof of Reserve, знаете и сами, тоа е оно што го има и Binance, што го има и самиот Coinbase како менувачица, сега имаат и Proof of Reserves нормално на чейнинг технологијата, со цел да може јавно да се следи колку голема количина на биткоин поседува Coinbase. На тој начин знаете дека не манипулираат, не продаваат и можете постојано да следите количината на биткоин кој што поседува Coinbase. Крајно позитивно, затоа што транспарентноста во крипто е она што не разликува од банките. Значи овдека имате транспарентност, овие големи ентитети ви покажуваат што и во било кое време држат, затоа што on-chain не може да лажат, се разбираме. За разлика од банката, вие немате појма колку и дали воопште поседува средства моментално самата банка. И една битна работа, значи моментално фьючерс лансирани на Coinbase за Solana и Hedera. Ова е многу битно, затоа што знаеме дека и Ethereum и Bitcoin прво има лансирано фьючерс, она што го спомнавме, затоа и го спомнав денеска, да знаете која е разликата помеѓу фьючерс и нормално спот ETF. Значи ако не сте погледнете го, веќе го имавме во претходниот дел од видеото. А со тоа што знаете и сами дека прво како фьючерс се лансира и Bitcoin и Ethereum, потоа следеше и спот ETF на и Bitcoin и Ethereum. Сега ова е добро и битно затоа што гледаме дека CFTC одобрил, значи ова е втората комисија во Америка која што е многу битна за крипто. Првата е SEC нормално, втората е CFTC, која што со ваквото одобрување практично им дава еден чекор поблиску до реализирање на спот ETF. Тоа е крајно битно, знаете и сами, затоа што спот ETF е портата која што е битна за институциите да може да почнат да инвестираат во овој алткоин. Тоа што ние постојано го зборуваме. Ние уште од самиот почеток, уште кога почна да се зборува за спот ETF на биткоин, зборувавме дека само прашање на време кога ќе добиеме спот ETF на алткоини. И еве го моментот. Ова не е се. Ова е само една вест. Чекајте да видите што се случува понатаму. Само сакам да кажам дека ова и понатаму помага во апсолутно тој дел. Дека наскоро ќе добиеме спот ETF на алткоини, а сега ќе видиме кои потенцијално се првите според Балхунас, знаете и сами, тоа е стручњакот кој што го следиме на Bloomberg, човек кој што буквално работи само на ETFs и на вистина се разбира во тоа што го работи и јас лично со задоволство го следам. Пред да почнеме со тој дел, План Б, знаете и сами, тоа е еден од најголемите, да речам, аналитичари во криптосветот, истиот е креатор на Stock to Flow моделот, кој што го следиме и ние на нашиот канал. Моментално целата своја количина на биткоин ги пренел на ETFs. Знаете како ова на некој начин дава кредибилитет во криптоброс, дека ETFs не се најголемото зло. Јас постојано зборувам, без институции нема следен чекор во бул маркетот, се разбираме? Значи, со ритейл секторот толку, до тука можеме. Натаму ние немаме доволно капитал за да можеме да го потигнеме овој, да речем, коин, биткоин и оваа сфера, како технологија и како нели капитални добра алткоините на следното ниво. Така да ова е на некој начин дури и потврда кога ваков тип на аналитичар кој што на вистина се разбира во она што го работи, одлучил да го префрли својот биткоин на спот ETFs, значи ви кажува дека на вистина се безбедни, така. Иако јас лично тоа никогаш не би го направил и понатаму тоа е практично ги давате вашите средства во нечии раце и се надевате дека ќе ви ги чува. Не тоа ни по точка разноја, значи на такви централизирани entитети никогаш не верувам, затоа поентата на крипто е токму тоа, да ги чувате вашиот капитал директно во ваши раце и вие да бидете одговорни за него. Оние кои што не се чувствуваат одговорни и мислат дека е подобро, во ред, ве разбирам, но јас и понатаму тврдам дека чување на капитал на ваш леджер во ваши раце е најдобро. Но останува на вас. Сега доаѓаме до една од најбитните вести и пак ќе ве прашам. После оваа вест кажете ми како да бидам негативен и како да очекувам дека нема да има алткоин сезон. Погледнете овој. Вика, во Белата куќа на 16 февруари се среќаваат Crypto Council, значи веќе постои, иако јас се уште не можам да најдам точно потоци кои се луѓе се дел од крипто
советот на Трамп, значи истиот вети дека во првите 100 дена од неговото владење како председател ќе формира совет на најугледни личности во криптосферата, кои што ќе треба да помогнат при креирање на регулатива и се што е потребно за крипто во Америка. И сега погледнете овдека. Вика, нормално во оваа група прво начело е нормално Дейвид Сакс, знаеме и сами, тоа е практично лицето кое што е назначено од самиот Трамп да биде дел како главен на се што се случува во однос на крипто и AI сферата. Значи веќе видовме, имаше своја конференција со челниците на SEC, челниците на CFTC и така натаму. И погледнете сега овдека. Вика, на овој состанок биле представници на SEC и CFTC заедно со еден од главните советници Бред Гарлингхаус од Ripple. И ниту еден друг не се спомнува. Значи овдека не се спомнува друг како дел од овој тим, но се спомнува дека главните представници на многу битни фирми во криптосекторот биле дел од овој состанок, меѓу кои Constellation, што е уствари Stellar, XLM, Near Protocol, Filecoin, Ripple, IOHK и Cardano, Avalanche, Aptos, Mysten, поима немам чија, не знам кои се, Moving Protocol се уште не сме ги опфатили. Со тоа што, значи овдека јасно, пазете сега, Genius Act е донесен. Јас навистина треба сега, нема време да го следам се тоа. Со овој акт моментално се работи на неколку регулативи во исто време. Меѓу која се дава приоритет на создавање на стейблкоини и стейблкоините како акт се назначува Федералната резерва, замислете, да биде одговорна за надзор на сите компании, без разлика дали се банки, компании и така натаму, кои што ќе сакаат да прават issuance, односно да минтаат стейблкоини. До кој степен се дига ова сега? Наеднаш Федералната резерва е задолжена, значи Централната банка на Америка е задолжена за issuance на стейблкоини. Ова е крајно позитивно, затоа што на тој начин вие практично имате директно од највисокиот орган во однос на финансии во Мурика надзор врз оние кои што минтаат стейблкоини. Подобро отколку да се надевате дека минтаат и имаат средства во позадина. Така, значи сега веќе нема да чекаме приватна куќа да прави одит на овие компании, туку директно Федералната резерва треба ова да го прави. Ова е крајно позитивно за нас, затоа што ова е дополнителна степен на сигурност која што ќе го имаме. Вели, со истиот овој акт се зборува за формирање не само на биткоин, туку биткоин, XRP и Solana потенцијално како дел од крипто резерва, не само биткоин, туку и овие две валути кои што имаат солидно голем маркет кап, тоа се XRP Solana на 100 милиони, значи 100 милиарди се извинувам, се очекува потенцијално да бидат дел од оваа резерва. Значи, еве, не јас, значи самиот артикол го зборува. Така, дополнително многу битна работа. Покрај тоа што се работи на значи реализирање веќе, така, значи да биде реализиран закон како за стейблкоини, така за криптовалути, погледнете, ова е многу битно. И да се повлече целосно SAP 121, погледнете го ова. SAP 121 представуваше оној, само не знам каде успеав да го промашам, значи оној акт со кој што SEC правеше Choke Point 2.0 операција против Citadel, погледнете. Значи се бара со новиот чер на SEC, Пол Аткинс, кој што самиот по себе кажува дека е крајно про крипто, целосно ќе биде укинат овој акт со кој што практично на криптовалутите не им беше, на криптопроектите не им беше дозволувано да имаат финансиски услуги кај банките, така. Значи имаме целосно релаксирање на пазарот кога станува збор за алткоините. И пак ќе ја прашам, после се тоа, значи еве ги проектите, кажете ми како да не бидам булиш. Значи и да немаме, еве пак ќе ви кажам, јас сум спремен и да нема бул маркет. Јас не се откажувам од тоа што моментално го држам. Ripple, XLM, Stellar, Aptos, Near, Filecoin, Avalanche, Cardano, IOHK. Како да не бидам булиш, кажете ми. Кога поголем дел од овие ги чуваме, ги имаме, така. Значи пак станува збор за најголемите коини, најголемите проекти, најнадежните би рекол, оние топ 30 што моментално представуваат нешто слично на нели индексот кој што е најголем S&P 500, кој што ние го имаме моментално на самата Coinbase, така. Значи, пак ќе кажам, генерално од сето она што гледам моментално од институции, јас сум крајно задоволен и се надевам на многу позитивен bull маркет. Останува да видиме дали ќе го добиеме, јас и понатаму не гледам причина зошто не би добиле bull маркет во оваа година. Значи, не гледам причина и понатаму да некој ми кажува дека оние кои што претходно правеле пари на тој начин
со ролаут на нивниот профит од биткоин во етериум па натаму во сите алткоини, зошто не би го направиле овој пат, така? Значи, ако нешто функционира, зошто не би го повториле? Сега едно најбитните вести кои што знам дека ве интересира, само да видиме колку е моментално. Еден час, а не сме ни почнали со вестите. Анџело е крив, жими се, значи се карате со Анџело. Анџело ми даде толку многу вести, не сум ја крив за ништо. Значи, Pi Network, моментално, досега не беше блокчейн, да се разбереме. Значи, не беше блокчейн и се уште не е блокчейн. Дури кога, официјално, оваа валута ќе се најде на маркет, на CoinMarketCap, на CoinGecko, на CoinPaprika и така натаму, каде што ќе можеме јавно да следиме што се случува со токен issuance, кој што има on-chain, тогаш веќе можеме да разговараме дека истата е блокчейн. До сега одбивав да коментирам, затоа што нема поента да коментираме за нешто што до сега не беше блокчейн технологија. Не ме интересира колку коштало, се разбираме. Дали вие сте го продавале за $1, $500, тоа е ваша работа. Се додека не е on-chain, немаме што да анализираме. Толку едноставно е, се разбираме. Сега кога веќе е on-chain, сега имаме што да анализираме. Така, и повторно, прво треба да биде on-chain. Сега да разговараме за цената која што гледам дека многу луѓето очекуваат дека ќе биде некоја бесна цена од не знам колку илјадници долари. Така, ќе направиме најосновни математики, буквално со она што го имаме како податоци до сега. Прва работа која што треба да напоменеме е дека на 19 или кога вие го гледате ова видео, Pi конечно ќе биде лансиран првенствено на KuCoin. Гледам дека има најави и за други менувачици, за сега ние немаме информации дали истата е реализирана. За KuCoin сме сигурни затоа што моментално, гледаме на самата страна, дека на 19 февруари ќе биде лансирана Pi валутата. Моментално ова го правиме буквално на полноќ на 19 и гледаме дека се уште нема практично лансирано, нема цена, погледнете и сами. Значи овдека доколку е лансирана оваа валута ќе се појави цена. За сега се уште немаме цена. Не се појавил се уште чарт. Баш во 12 го ресетирам, се уште немаме чарт, се разбираме. Сега, со оглед на фактот дека немаме чарт, како на самиот KuCoin, така и моментално само на CoinMarketCap успеав да го најдам како излистан коин, така. Моментално ние немаме цена на Pi. Она што имаме, а многу е битно, е колку коини се пуштени во циркулација. Пуштени се 6 милиарди Pi коини од вкупно 100. Што значи само 6% од вкупната количина на коини е пуштена во циркулација. Се разбираме? Тоа е многу битно, дека ова е крајно негативно за овој проект. Затоа што само 6%, значи со овие последни 2-3 години кои што гледам дека постојано циркулира и постојано луѓе си го подаваат коинов, само 6% е пуштен во циркулација. Сега, што значи дека имате уште 94% за дамп. Втора битна работа, значи успеав да најдам некои основни да речем информации на Binance. Овде ќе има цел артикл во кој што значи објаснува се и се што, нема да наргуваме премногу, она што е најбитно вели вака. Значи се очекува дека неговата цена моментално е негде околу $72. $72, така. Сега. Ако неговата цена е $72, а веќе има 6 милиарди долари пуштени во обрт, така, значи во циркулација. Тоа значи дека неговата вредност треба да биде 6 милиарди, така, токени по 72, тоа значи дека он ефективно ќе има 432 милиарди долари маркет кап. Значи, сега, застанете за момент и размислете. Дали вие мислите дека кога ќе го пуштат овој коин утре во трговија на KuCoin, неговиот маркет кап инстант ќе биде еднаков на Ethereum? Значи, сега, оставам на вас да размислите сами, дали ова е возможно? Јас ако е возможно, јас ќе бидам крајно изненаден. Ако ова се случи, и ако добиеме утре Pi со неговото листање, да има 432 милиарди долари маркет кап и да биде барабар со Ethereum едно до друго, јас утре нема шо и да имам обврски, се ќе завршам и ќе правам видео за Pi. Ветувам, така нека остане. Значи, ако Pi се појави да биде одма до Ethereum со маркет кап, ја веднаш ќе направам, значи, видео за Pi. Нешто што јас не верувам дека има шанса и не верувам дека ни по точка разно има ниту блиску до волку пари внесено во овој проект, допрва ќе видиме.
Една работа која што постојано зборувам, на нашиот канал има посебно видео во плейлистата за напреден курс на фундаментална и техничка анализа. Имаме видео во кое што детално објаснуваме како се креира цена на било кое капитално добро во слободна пазарна економија. Каде што цената не ја креирате вие, туку ја креира пазарот. Вие може да ставите и $10,000 првиот момент кога ова ќе се случи на пазарот, ќе има еден што ќе продаде на таа цена и како намалува така речено интересот за да се купи овој коин, затоа што имате луѓе кои што 3 години чекаат да го продадат, така и неговата цена ќе се намали енормно. Така да затоа не се залетувајте на вакви очекувања и ова да се случи, јас искрено не гледам како ова би се одржало. Значи ако имате толку многу токени на пазарот, а нивната цена е ова, пак ќе кажам, од каде вие ќе најдете $432 милиарди маркет кап? Значи замислете, веднаш ќе биде колку Етериум голем. Јас би бил крајно импресиониран, само толку имам да кажам. Така да оставам на вас, ова е само едно најосновно сметање кое што сакам да го земете во предвид кога очекувате колку ќе биде цената на овој проект кога конечно ќе испадне на пазар. Следна вест која што имаме е Bit Network. Bit Network битно и меѓу првите е ставена, затоа што ова е поврзано со Grayscale, кој што на некој начин се уште дел од институциите, па затоа го ставивме на самиот почеток на вестите. Не дека не го почитуваме. Bit е едно од најголемите позиции кои што ги имаме на нашиот канал портфолио. Сега, погледнете. На 18 февруари официјално Bit ќе биде дел од Grayscale, значи на Grayscale ќе има своје портфолио. Односно Grayscale ќе има приватен фонд во кој што институциите ќе може да инвестираат во Bit. Сега, зошто е толку битно? Ова сакам и да го искористам како дел со цел да ви објаснам како изгледа моментално Grayscale, за да не се збуните. Значи, Grayscale има моментално 4 ETFs, така, меѓу кои имаме GBTC, ова е спот ETF на Bitcoin, BTC Futures, ова е, уствари ова е Bitcoin спот ETF, има два, каде што во вториот има многу помал фи, има Grayscale Ethereum Trust, значи ова е сега едниот е Futures, а другиот е Spot ETF. Значи, како тоа се основните 4 ETFs кои што ги имаат, се разбираме? Значи, тоа се единствените кои што се ETFs кои што можете да ги тргувате практично на берза, се разбираме? Одобрени од соодветен орган, во оваа ситуација SEC, и пуштени за тргување на берза. Така, за разлика од тоа, Grayscale поседува приватни фондови во кои што он лично дозволува на институции да инвестираат во овие валути, а Grayscale ги купи овие валути и ги чува во име на неговите клиенти. Со тоа што, еве како изгледа овој фонд. Значи, ова е за да ви стане јасно, да знаете како функционира, да ви биде јасно која е разликата. Значи, ова не се сите спот ETF, значи ова се приватни фондови кои што моментално ги има Grayscale за најразлични криптовалути. Меѓу кои? Во овој приватен фонд имате 23,3% Solana од вкупниот капитал кој што го поседува од институции, 17,7% Near Protocol, 11,2% Stacks и уште околу 48% други валути. Со тоа што нема да налегуваме премногу, само сакам да ви покажам кои се моменталните валути. Можеби некогаш како да речам една од идеите за тоа во што потенцијално би инвестирале, е паметно да гледате и што моментално големите играчи инвестираат. Така да, Grayscale е, знаете и сами, еден од пионирите кој што прв инвестираше од институционално ниво заедно со MicroStrategy во Bitcoin, но истиот не инвестираше само во Bitcoin, инвестира во се и се што, погледнете. Он моментално има приватни фондови на Aave 1,7 милиарди, на Grayscale 1,8 милиарди. Не, се извинувам. Ова е 1,700,000, 1,800,000 на Avalanche, на BET 4,5 милиони, на Bitcoin Cash 126 милиони, на BitTensor 7 милиони, да, 7 милиони, на Link 21 милион, на Mana 9,5 милиони, што ова е колку капитал има инвестирано во овие алткоини од институциите во приватниот фонд на Grayscale. Ова е децентрализиран AI фонд, претпоставам овдека имаме повеќе валути, не е една. Овдека е DeFi исто така, 4,7, претпоставам да се неколку проекти. Потоа имаме Large Caps, ова е како фонд за Large Cap-ови, 734 милиони. Dogecoin 2 милиони,
Потоа имаме Ethereum Classic 236 милиони, затоа не ми се допаѓа, значи еве гледате колку голема количина од Ethereum Classic е само во разите на Grayscale. Затоа и не сакам да ја слушам за оваа валута. Filecoin 6,4 милиони, Horizon Zen, ова е нешто што веќе го разговаравме, го анализиравме, 12,3 милиони, DAO, Lido DAO, ова е нели на Ethereum, 445.000, ништо посебно, Litecoin 276 милиони, LivePeer, тоа беше како беше LVP, така мислам беше токенот, 4,3 милиони, MakerDAO 1,7 милиони, Near Protocol 1,6 милиони, Optimism 275.000, Bit, ево само што почнал веќе има 10 милиони. Потоа имаме овдека, добро, нема ништо посебно, Solana 87 милиони, Stacks 1,5, мада ова не соодветствува со тоа што го видовме таму. Значи таму имаше многу поголем процент, претпоставувам има што него има овдека, не знам. Stellar 39 милиони, Sui 9,7 милиони, XRP 13,8 милиони и Zcash 14,1 милион. Чисто да знаете што поседува и во која количина, дали вашите криптовалути се дел од Grayscale фондовите и нормално пак ќе кажам некогаш ако ви е потребна идеја, можеби не е лоша идеја да разгледате во што инвестира моментално Grayscale. Многу лесно може да го најдете, само отидете на нивната страна, многу лесно може да ги најдете овие страни. Сега, кога станува збор за спот алткоини ETF, оно што многу го зборувавме и што кажувавме дека потенцијално може да биде катализаторот кој што ни е потребен за алткоин сезона. Погледнете. Моментално имаме 4 прифатени XRP спот ETFs апликации од страна на SEC и Litecoin, не знам колку. Со тоа што вели, ова е четвртата која што е прифатена моментално од SEC, меѓу кои 4-те се 21 Shares, Bitwise, Grayscale и последната беше, не знам сега уште една, не знам, Канари, така. Додека од Litecoin имаме Grayscale и Canary Capital. Сега, погледнете го. Во овој момент, од денес, тоа е 19 февруари, има уште, тоа се извинувам, веќе е 20 февруари, после полноќ. Значи имаат 20 дена, 20 или 21 ден, да практично одлучат така речено SEC во однос на тоа што понатаму ќе се случува со оваа апликација, дали ќе биде прифатена, дали ќе биде одбиена или пак ќе биде барано нешто да се промени. Што значи дека негде до март ние веќе ќе имаме идеја дали потенцијално ќе имаме било кој од овие коини да има свој спот ETF. Со тоа што не се само XRP и Litecoin. Значи имаме неколку. Меѓу кои, сега ова е многу битно. Значи ова е од 10 февруари. Моментално Джеймс Сейфард и Ерик Балхунас се двата најдобри специјалисти во Bloomberg, кој што е нели најголем медиум за финансиски вести, кои што до сега секојаш значи браво како добро ги анализираат досегашните ETFs, посебно кога стануваше збор и за Futures Bitcoin, и за Spot Bitcoin, и за Futures ETF, и за Spot ETF. Каде што и Джеймс Сейфард и Ерик Балхунас велат, има многу високи шанси алткоините да добијат свој ETF. Меѓу кои 90% е шансата Litecoin да добие свој ETF. Кажавме зошто? Затоа што Litecoin нема тужба против него, затоа што Litecoin е практично нели, знаете и сами копија на Bitcoin и на тој начин практично истиот нема поента зашто не би дозволиле да има Litecoin ETF, кога сте дозволиле да има Bitcoin Spot ETF, така. Вели дури 75% за Dogecoin. Зошто? И двата не се опфатени со тужбите кои што беа поднесени против Binance и Coinbase од страна на SEC. Автоматски вие имате значи големи шанси овие две валути да добијат свој Spot ETF наскоро. Дополнително овдека уште една битна работа која што треба да напоменеме. Пазите што вели ова. Овдека ги става и Solana и XRP, како што веќе спомнавме, дека потенцијално ќе добијат свој Spot ETF. Тоа не го исклучува фактот дека овдека се и HBAR, понатаму знаеме дека има апликации и за Link и за Cardano, но овие се тие кои што имаат најголема шанса и најбрзо потенцијално може да добијат свој Spot ETF. Било кој да добие Spot ETF за нас е позитивно. Дури и Dogecoin не ми смета воопште. Само нека добие свој Spot ETF за да може конечно да се тргне оваа постапка и да бидат што повеќе алткоини во оваа група. Да, сега знам дека многу од вас ќе кажат, ама еве и Ethereum има, па не е мрдна. Во ред, точно, тоа не го менува фактот дека не значи дека така и ќе остане, се разбираме. Значи, и да нема интерес, подобро е да имаме отворена врата кон институциите за потенцијално да инвестираат, отколку да немаме шанса за да инвестираат. Така, да бидеме реални. Така да останува да видиме дали ќе има интерес кога ќе се одобрат овие altcoin spot ETFs.
Во исто време, денеска на 19 или 20, како сакате, значи моментално на полноќ го снимаме ова видео, значи ефективно Бразил одобрува XRP Spot ETF. Првиот во светот XRP Spot ETF одобрен во Бразил. Истиот од страна, значи аплициран од страна на, само да видам која беше компанијата, кога сме овде, добро како и да е, една од компаниите кои што имаат моментално и Bitcoin Spot ETF во Америка, така да не е мало, ова се оние големи компании, само не може да Bitwise, ева. Значи, не се Bitwise. Добре, не е ни битно, како и да е. Моментално одобрен првиот Spot ETF за тргување на берзите во Бразил на XRP. Крајно битно, исто како што тоа се случи со Solana, гледаме дека моментално се случува и со XRP. Следниот чекор е конечно да се добие тоа што нас ни треба. Spot ETF на алткоини, пак ќе кажам и Solana нека биде, не ми смета, само нека почне ово што нас ни е потребно. Во исто време, Доналд Трамп споделува статија од значи CoinDesk која што се однесува на говор на Бред Гарлинхаус за тоа како моментално имаме ефект на пазарот кој што се нарекува Трамп ефект, така. Иако Трамп ефектов моментално е малку негативен, пак ќе кажам, ние тоа кажеме уште на самиот почеток што ви рековме. Не очекувајте дека веднаш ќе збесне пазарот и дека сите ќе станеме мултимилиардери, како рековме. Потребно е време сето ова да се реализира на пазарот, сите оние промени кои што ги планира Трамп да го завземат својот ефект, а за тоа нормално потребно ни е време истите да се реализираат. Така, и моментално и Бред Гарлинхаус во овој така речено во овој артикл тоа го кажува. Сега зошто е ова толку битно? Затоа што замислите едно време председателов постира за XRP артикл. Зошто? Зошто? Значи пак ќе кажам, не е ова за џабе, не е за џабе Бред Гарлинхаус единствениот кој што беше изрично наброен како дел од крипто советот, значи нели. Пак ќе кажам, ја мислам дека ова е крајно позитивно, можеби сум грешка, останува да видиме, еве јас ќе се лажам сами од себе си, ќе си пијам хопиум, вие како сакате, ама јас очекувам многу од овој bull market, се уште останува да видиме дали сум во право. И во исто време, уште една интересна вест од Ripple, моментално, значи имаме многу вакви мостови, ова е само уште еден дополнителен, а тоа е преку Unicambio, ова е компанија која што моментално, значи истата технологија на Ripple ја користи за меѓугранични плаќања помеѓу Бразил и Португалија. Така да ова е, пак ќе кажам, дел од мрежата која што ја развива Ripple, знаете и сами дека нивната така речено технологија на давање ликвидност помеѓу две различни валути за да може за неколку секунди да направите трансфер од една на друга страна во светот. Моментално гледаме дека се повеќе се користи и ова е само уште еден use case, а ги има вакви многу. Тоа е во однос на XRP. Сега имаме некои интересни вести за HBAR. Сега овие вести се поврзани со ETH Denver, кој што треба да биде за неколку дена, што е исто така многу битно случување. Значи се надеваме дека кога конечно ќе тргнеме како компанија, дека кога сето ова ќе успееме да го стабилизираме, дека преку овие средства кои што ги добиваме како од каналот, од YouTube, од Patreon и така натаму, ќе можеме да посетуваме вакви конференции затоа што е многу битни, има многу што да се научи, има многу информации и сакаме тоа да го доставиме назад до македонците. Но чекор по чекор не се брзаме, верувајте ми, тоа е иднината на нашиот канал. Прва и најбитна работа вика ChatGPT, еден од најголемите нели оние модели за AI, вештачка интелигенција, се прави партнерство со Hedera. Со тоа што многу интересно, да речем две главни како функции кои што ги има ова партнерство. Првата е да правите минт на NFTs директно на Hedera блокчейнот, каде што може да го користите овој ChainGPT за било каков тип на NFT да ви креира самиот AI директно на Hedera за многу мали фи. Знаете дека трансакциите на Hedera, кој што е хешграф, значи е многу ефтин, може да ги изминтате веднаш многу брзо, многу ефтино, со тоа што дури ова ќе може да го направите преку AI, не мора да го правите вие директно, туку самиот ChainGPT ќе ви помогне да ги креира директно сите овие NFTs и колекции кои што сакате на Hedera. И вториот кој што е многу побитен, значи ќе можете да без да знаете јазик за сега не знам, не сум сигурен кој беше програмскиот јазик на Hedera, без да знаете кој е јазикот и да знаете да го користите, ќе можете преку ChainGPT да креирате смарт контрактс кои што директно ќе бидат креирани на Hedera. Што значи дека вие му давате инструкции на ChainGPT, а он креира смарт контракт според она што вас ви е потребно, директно на Hedera. Многу паметно, многу добра комбинација, каде што вас не ви е потребно сега да имате
10 девелопери за да го направат овој смарт контракт за вас, туку тоа може директно да го направи AI моделот за вас. Сега нормално нема да биде некој, претпоставувам, барем тоа е моја мисла, и нема да биде некој врвен, не знам, смарт контракт, но на крајот дено повторно ова е на некој начин многу попрактично решение наместо да имате цел тим на девелопери, така, да бидеме реални, на луѓе кои што знаат да креираат нови јазик. Тоа е во однос на партнерството за ChatGPT и една битна работа е дека HederaCon ќе биде пред ИТ Денвер. ИТ Денвер е еден од најголемите настани кој што е поврзан со крипто, а тоа е нормално во Денвер, знаете и сами, кој што е поврзан со целиот Ethereum екосистем. Нормално овде ќе има и многу гости надвор од Ethereum и има многу што да се види, многу што да се научи, ќе ви покажам само кои се говорници се моментално на овој настан. Погледнете, значи, овдека сега прво за Hedera, истиот ќе биде одржан на 25 февруари, како што видов, значи ова не е пред, туку е во склоп на самиот ИТ Денвер. Сега ќе го погледнеме и тоа. Погледнете прво кои ќе бидат гости на самиот HederaCon, погледнете. Значи прво и најбитно што може да имаме дека Swift. Значи Swift ќе биде гости на HederaCon, каде што нели ќе се обработи практично највеќе за Hedera нормално, но погледнете, Cardano е овдека, го видов и Chainlink, ево Chainlink, потоа можеме да видиме еден куп други. Layer Zero е од Ethereum, нели Filecoin гледаме дека е овдека. Значи гледаме дека има доста големи имиња од крипто, од блокчейн технологиите кои што моментално се дел од HederaCon, така да ќе има доста гости. И гледаме дека се тоа е поврзано со и Денвер. Се случува во Денвер, сега и Arbitrum ќе видиме дека е истата ситуација. Значи Arbitrum моментално првата вест за Arbitrum е дека прави диверзификација на средствата кои што ги држи на својот трежери, замислете, со купување на токенизирани real world assets, односно во оваа ситуација токенизирани морикански обврзници. Знаеме зошто, тоа го прават стейблкоините одамна, и Tether и Circle купуваат краткорочни обврзници на Мурика кои што се доста профитабилни во моментот и прават големи пари. Вели, моментално Arbitrum со ваквото инвестирање на Arbitrum токени, кои што моментално ги практично заменува за real world asset, нели, хартија од вредност на Мурика, погледнете. Значи веќе во два наврати, меѓу кои првиот веќе го направил, ако не се лажам, во април претходната година, дека беше запишано, само се да го најдам. Значи сега веќе втор ваков тип на инвестиција од 35 милиони Arbitrum, кои што треба да бидат заменети, така речено ставени, нели, вие ги давате овие токени, а купувате хартија од вредност, кои што кога ќе бидат нормално достасани, си ги враќате токените заедно со, нели, соодветната камата, награда која што вие сте ја искористиле, со тоа што моментално според количината на тоа колку токени има, така речено заклучено за обврзници на Мурика, е трет по големина. Каде што Ethereum е на прво место, само да видам колку е. Значи на Ethereum имаме овдека ми се дека беше. Само се да видам. Не се дека запише, се да видам каде, мислам дека е запишени по големина, но не можам да ги најдам. Како и да е. Значи моментално е трет по големина ваков тип на проект кој што ги користи сопствените токени за да купи мурикански дол кој што потоа го заменува, нели, за награда. Погледнете го ова сега. Значи во првата ваква трансакција истите добиле $450,000 профит, кој што нормално потоа се користи во самиот DAO. Дали ќе го користат за купување на токени назад, па на тој начин да направат помала количина на токени, или пак ќе прават нешто со него, останува да видиме, но ова е крајно позитивно. Со тоа што вели повторно на 17 февруари имало повторно гласање со кое што се одобруваат ова нова транш од 35 милиони Arbitrum токени. Значи 93% од гласовите биле за да ова се направи, затоа што на крајот од денот вие купувате нешто што е навистина сега се уште не толку ризично, а добивате голема награда со оглед на фактот дека краткорочните хартии од вредност се навистина доста исплатливи затоа што Мурика се обидува да приграби што може од кај може. Така да ова е паметно. Гледаме дека Ethereum го прави истото, ZK Sync, тоа е исто така дел од Ethereum, како и Arbitrum се второ и трето место. И ево го и Arbitrum, Cross-Chain Collider на 24 февруари повторно дел од ИТ Денвер. Гледаме дека сите овие големи проекти се собираат во ИТ Денвер за да направат практично на некој начин еден голем собир. За на крајот ќе разговараме за ИТ Денвер. Овдека може да видиме дека како дел од неговото востување се нормално Ethereum, Chainlink, Axelar, Layer Zero и така натаму. Значи, гледаде, тие се екипата, се збираат и си, нели,
си разменуваат партнерства, учење и така натаму. Интересна надграба на IOTA, моментално со Nansyn, значи Nansyn е некој мал проект кој што јас искрено не сум го видел до сега. Значи моментално овој проект ќе дозволи на сите проекти, на сите програмери кои што имаат своји проекти на IOTA екосистемот да добијат така речено некои напредни функции за аналитика. Меѓу кои првата е мониторинг на екосистемот и неговиот раст, каде што ќе може да постојано некои најразлични метрици за растот на својата апликација на екосистемот кога станува збор за IOTA. Потоа овде ќе имате Identify Market Trends, кои што помагаат исто така значи овие метрици понатаму може да користите нели за трендови, видите кој купува, кој продава, кога се случува се тоа и така натаму. И на некој начин ова ќе помогне да имате многу подобра аналитика на сопствената апликација на IOTA екосистемот. Така да е интересно, позитивно. Гледаме дека во првата фаза прво ќе се додаде ова што го видовме прво, значи мониторинг на екосистем growth. Тоа е само за почеток, како што можем да се најавува. Значи ова партнерство така речено го имплементира Nansyn во IOTA екосистемот, кој што ќе надгради на сите оние кои што програмираат на IOTA, кои што се така речено девелопери за апликации на IOTA, да добијат се по-добри на некој начин инструменти за да можат да работат на своите апликации. Доста интересно. Тоа е она што успеав да го разберам од ваквото партнерство. Ако нешто сум промашил, оние кои што знаат повеќе слободно нека ме поправат во коментар. Следна интересна вест е за Avalanche. Avalanche моментално има своја дебитна картичка за која што мора да поразговараме. Имаше еден интересен коментар кој што морам да го спомнам од нашата Patreon заедница. Вика, ама да на крајот од денот па гледаш пак користиме као долари. Вака сега. Значи, ако споредиме претходните неколку bull маркети, вакво нешто не постоеше, се разбереме. Значи да, јас разбирам, на крајот од денот ние се уште не користиме директно ваков тип на криптовалути за да купуваме и продаваме, цените и понатаму не се во AVAX, така, не се во ни во Bitcoin, така речено, ни во Ethereum, но ова е чекор понатаму, се разбираме. Значи во претходните bull маркети ние немавме ваков тип на финансиски инструмент кој што можеме да го користиме за плаќање, се разбираме. Сега го имаме. И тоа истиот е ончеј. Ама забегавме со видео, браво. Значи, пак ќе кажам, иако можеби не користиме директно криптовалути за размена на добра, тоа не го менува фактот дека ова е сепак еден чекор понапред, каде што претходно ваквите традиционални инструменти не ни беа достапни, се разбираме. И ако постоја, можеби постоеше една, така. Сега гледаме дека секој проект дури не го прават ова преку менувачите, го прават директно, така, што е крајно позитивно. Што значи дека ние се повеќе и повеќе почнуваме да ги користиме овие проекти директно, за да можеме да функционираме на секојдневните пазари. Каде што погледни сега овдека, баш околу тоа прашање. Да, USDC, но можеш директно да користиш AVAX. Се разбираме, врат AVAX, но повторно. Можеш да го користиш, се разбираме. Значи, моментално имате најразлични валути кои што може да ги користите, кои што се on-chain, вие ги чувате on-chain на Avalanche, а ги користите за плаќање. Се разбираме. Значи, пак на крајот од денот, да, они прават трансфер од крипто во долар во моментот кога плаќаат, но до тој момент и понатаму вашите средства се во крипто, што значи дека ефективно вие до моментот до плаќање вие ефективно плаќате во крипто. Само што за жал се уште луѓето не прават да речам цени во Avalanche, тоа е реалноста. Понатаму ќе видиме, но сега за сега јас пак ќе кажам, според мене ова е чекор во правилната насока за нас. Значи еве, само што аплицирав пред еден ден за картичка на Gnosis Pay, затоа што сакав да имам повеќе дебитни картички кои потенцијално ми даваат нели повеќе опции за ако евентуално треба да искеширам нешто да платам или така натаму, но пак ќе кажам според мене ова е крајно позитивно. SingularityNet моментално прави партнерство со Mine Network. Сега, иако јас знам многу малку од тоа што можам да ви го објаснам овдека, така да со мојата ограничена адвокатска, да речам, познавање во овој дел од секторот, посебно за вештачка интелигенција и во овој дел на блокчейн технологијата генерално, се извинувам ако истрскам некои глупости пред време, затоа што навистина е многу тешка оваа терминологија која што ја најдов во овој артикл, но оние работи кои што јас ги гледам од економски аспект и понатаму верувам дека се валидни да ги споделам, пак ќе кажам, од економски аспект. Значи моментално ваквото партнерство SingularityNet знаете дека е AGIX, тоа беше првичниот проект во кој што ние инвестиравме, кој што потоа стана ASI Alliance и сега имаат FED токен кој што наскоро треба да стане ASI токен. Сега, што овдека можеме да видиме? Можеме да видиме дека преку партнерството со овој Mine Network, значи дава посебен тип на заштита на AI агентите. Гледаме дека AI агентите се следното скалило на развивање на, знаете и сами,
вештачка интелигенција и технологијата, а и агентите самите по себе се многу понапредни од досегашните модели кои што се развиваат, се многу понезависни, многу побрзо учат. Имаме посебно видео за AI агенти кои што може да погледнете на нашата плейлиста за напреден курс за техничка и фундаментална анализа, исто како што тоа може да го видите и во категории на криптопроекти, со тоа што пак ќе напоменам во оваа ситуација, значи толку успеав да разберам дека моментално My Network дозволува енкрипција кога проектите кои што се дел од овие, да речем, AI агенти, директно комуницираат со, да речем, клиентите. Односно, оваа енкрипција која што практично представува confidential computing layer, дозволува дадените податоци од секојдневните корисници или оние кои што, да речем, функционираат или комуницираат со овој AI агент, дадените податоци да бидат целосно заштитени. Односно, блокчейн проектот да може да ги прими вашите податоци, а во исто време да не ги гледа. Се разбираме? Истите да бидат енкриптирани на самиот блокчейн и да бидат заштитени. Дури и самиот протокол не може да ги види, а може да ги користи. Се разбираме? Колку што успеав да разберам. Пак ќе кажам, значи сега ова е една интересна работа од економски аспект што постојано го зборувам. Моментот дека вие имате ситуација во која што секој од овие засебни проекти во ASI алијансата, каде што ги имаме и AGIX, и FET, и Ocean, и Kudos, така, значи како четврт проект кој што влезе, понатаму гледаме дека има и други потенцијални како Injective Protocol, представуваат засебни проекти кои што и понатаму се развиваат сами. Се развиваат со сопствениот тим на сопствената технологија. Но секој од овие партнерства е позитивно за сите овие засебни тимови. Што значи, затоа и јас инвестирав во овој проект, затоа што секој од овие тимови работи под истиот токен. И секој од овие напредоци на 4 различни тимови ќе делува позитивно на самиот токен во иднина потенцијално. Така да мене ова ми е крајно позитивно и се надевам дека исто така ќе продолжи. Времето ќе покаже дали сме биле во право. Затоа имаме диверзификација од 25 токени, што значи дека некој од нив ќе успее, некој од нив не, некој од нив повеќе, некој од нив помалку. Секако на крајот од денот очекуваме дека ќе бидеме во солидна позитива до крајот на булмаркетот, сите овие проекти за кои што сме направиле дебела анализа. Следна ни е Мантра, која што само што доби своја VASP лиценца во Дубај. VASP представува Virtual Assets Regulator Authority, VARA, кој што ја издава оваа лиценца, а лиценцата е Virtual Asset Service Provider. Односно, дозволува да со оваа лиценца може да дава on-chain услуги на своите клиенти. Зошто е тоа толку битно? Mantra On представува Real World Asset токенизација проект кој што токенизира во тип на NFT недвижности низ целиот Дубај. Моментално има цели estates, значи она се како големи блокови кои што се градат, да речеме, одредена компанија и овие, да речем, блокови ќе бидат токенизирани на Mantra блокчейнот во собствени NFTs, кои што практично вие ќе ги купите со цел да имате ваша недвижност во овој блок, се разбираме. Што значи дека во Дубај веќе се 3 генерации напред и со добивањето на оваа лиценца они можат тоа да го реализираат низ целата држава, Обединетите арапски емирати. Ова е крајно позитивно. И се надевам дека ова ќе помогне на самиот проект, иако ние го немаме, за оние кои што го имаат, супер, се надевам дека позитивно ќе делува на вашата цена. И дополнително да не забораваме, во исто време, вчера, на 19, вие ово гледате на 20, официјално ОМ е излистан на Кракен. Не заборавајте дека Кракен е една од најголемите менувачици во светот, глобална менувачица, што се ова е крајно позитивно, затоа што на тој начин се повеќе и повеќе луѓе може да го купат. Така, ова е многу позитивно за овој проект. И еве го ETH Denver, како што веќе спомнавме, едно од најголемите крипто случувања во светот. За жал сме го пропуштиле многу пати до сега, тоа е тоа, македонче, работа, кариера и така натаму, но, пак ќе напоменам, се надевам дека како се движиме понатаму, како македонска крипто, да речем, тим, групација, канал и така натаму, ќе можеме да си дозволиме да бидеме редовни посетители на овој настан, да можеме сето тоа како информации да го доведеме назад до вас. Нормално затоа и постојано зборувам. Моментално, секој прилив кој што го имаме оди во оној буџет кој што го собираме за правење на оваа компанија CryptoGamedžија, која што понатаму ќе го дигне каналот на уште повисоко ниво и каде што ќе можеме професионално да работиме на него. Ова е на некој начин за нас тикетот за да можеме да се придвижиме кон тоа скалило.
да можеме да ги посетуваме сите овие конференции, да можеме вас да ви информираме за нив, нормално и ние да се информираме самите себе си и сите да бидеме во корист од сето тоа. 23 февруари до 2 март. Гледаме дека и Arbitrum, и Hedera, сето ова е во склоп на Денвер, Eat Denver настанот. Така. Со тоа што само чисто однака ќе споделам да видите опрлика некој од говорниците. Мапата на Eat Denver е преголема, значи можам да замислам како изгледа таму, погледнете. Ова се огромни хали, ова е пола град овде како што можам да видам и во секоја од овие локации имаме најразлични настани во однос на крипто. Можам да замислам како изгледа таму. Значи последниот пат ми беше понудено од страна на Simply Staking да ми биде се платено да бидам нивни представник таму, но пак ќе напоменам, јас тоа не можам да се го дозволам сега поради фамилијата, понатаму кога тоа ќе го правам како бизнис лично, ќе биде сосема друга ситуација, потенцијално ќе одам со фамилијата. Идејата е дека за жал се уште не сум бил дел од ова, многу би сакал да го посетам, пак ќе кажам професионално. И сега ако поминеме надоле може да најдеме многу различни проекти, овдека најав еден куп, само некој ќе спомнеме затоа што видеото е веќе премногу долго, ZK Sync, еве на пример, Injective Protocol. Значи ова се говорници, замислете колку ќе има овдека. Така, значи ако продолжи понатаму ќе најдеме многу, ама еве само неколку ќе спомнеме на самиот почеток, за да видите дека навистина има EigenLayer, ова е нели најновата технологија надградена на Ethereum. Потоа само да видиме кој е овдека исто така да не пропуштиме некој битен, само што не се редени по големина. Еве го Base од Coinbase. Да видиме кој друг. Чи може да знаеш сите ќе бидат таму. Еве ајде, па ќе кажеме, еве Tezos исто така голем проект моментално. Да видиме кој друг е тука. Значи стварно преска гледав, најдов доста, сега да не еве Optimism, мада се обидам да разберам дали дечко освири или се дрогира малку, ама добро. Да видиме кои имаме други. Centrifuge, CFG, едни од најголемите токенизатори на Real World Asset токенизација. Тоа го имаме веќе нели во портфолио од Polkadot аукциите, Near Protocol и така натаму, да не нарugуваме премногу, Layer Zero е овде како гледам. Значи да не нарugуваме премногу, има огромна листа, че не може да доврта. Погледнете. Колку само говорници од колку само различни проекти има моментално, значи нема кој нема да биде овде. Тоа ви кажува колку е битен овој настан. Погледнете, се уште вртам и се уште и сега ако погледнете дека пак е најдете еден куп битни да речам проекти кои што ево EigenLayer повторно, значи и така натаму, пак ќе кажам сите битни во светов. Ево го и Chainlink, иста ситуација, моментално планираат да бидат дел од Denver. Не заборавајте, Chainlink матично е изграден на самиот Ethereum. Така да сакам да ви кажам дека нема кој не е дел од оваа конференција. Се надевам дека наскоро ќе можеме ние да представиме Македонија, нашиот тим, нашата нација и да ви донесеме знаење од истата. Пак ќе кажам, потенцијално наредна година останува да видиме како ќе успееме да средиме со самата компанија. Следна вест ни е од Axelar, кој што во својот екосистем на различни блокчейни кои што моментално се интегрирани помеѓу себе со Axelar, го внесува и SUI. Се уште не е реализирано, че ова е последно како пост од Axelar Network на официјално 17 февруари, се уште нема официјална вест и не е пишува од кога истиот ќе биде, но според она што можеме да го видиме, наскоро SUI Network ќе биде поврзан со сите останати блокчейни преку Axelar. Axelar и Wormhole се моментално двата интероперабилити проекти во кои што инвестираме, баш поради ова. Иднината е интероперабилити. И некои интересни, да речем, две вести за самиот крај, кои што верувам дека треба да ги знаете. Првата е дека FTX почнува да ги исплаќа своите кредитори, со тоа што моментално имаме голема листа на кредитори кои што треба да бидат исплатени, меѓу кои, значи, овдека сега се исплаќаат кредитори кои што имаат оприлика до $50,000 влог во FTX, со тоа што позитивно што успеав да видиме дека значи оприлика сите кредитори ќе бидат исплатени неверојатни 118% од она што го изгубили. Тоа е крајно позитивно. Не знам како успеале тоа да го изреализираат со оглед на фактот дека FTX изгуби огромна количина на капитал со нивните глупости на нели leverage trading и така натаму. Со тоа што вели дека ова ќе биде во наредните неколку денови, почнувајќи од вчера, ако не слажам, на 18 февруари, значи до 21 февруари ќе бидат првата транша на кредитори бидат исплатени. Се очекува дека следниот ваков настан ќе биде во април. Ако сте дел, би ве замолил да си погледнете, верувам дека има доста и во Македонија кои што за жал беа, да речем, оштетени со сето ова. Сега битната работа која што успеав да ја разберам е дека ќе бидат обештетени во
доларна противвредност, значи нема да им бидат давани криптовалути, што не е добро, затоа што значи дека ќе треба да ги продаваат. Само видам каде беше тоа запишано. Значи ќе им бидат вратени во долари и тоа како што успеав да разберам за жал според цената од 2022 година, што не е добро. Само да видам каде беше, не може да го најдам кој забелја. Ево, да, ево. Значи моментално ќе треба да бидат исплатени криптовалутите кои што ги добив во долари. Само се видам каде го најдам, сега не може да го најдам кој забелја. Нема врска, проверете го ова, според тоа што го прочитав, сега да не го читам повторно, затоа што веќе видео е 2 сати. Значи, проверете ако ви интересира, сега не е ова за сите. Оно што може да кажам потенцијално и ова не е најдобар настан за пазарот, затоа што ако треба да бидат исплатени, тоа значи дека судот ќе ги продаа овие валути, со цел да направи нели кеш, за да може да ги плати кредиторите, а имаме огромни количини на криптовалути на FTX, меѓу кои огромна количина на Solana, така да нека име со среќа на тие што имаат Solana, не знам што да им кажам друго, се надевам нема да им дампне многу. Пак, не значи дека сега ја ви правам фат дека ќе дампне, само ви кажувам дека реално е така, ние ако се кејавате тоа го споредуваме уште во тие денови, кажуваме дека тоа е една од главните проблематики што може да се случат. Binance US официјално успева да ги отвори своите fiat on и off ramps. Погодете преку кого? Значи преку Alchemy Pay. Како да ви објаснам, че Alchemy Pay е сегде, а мислам дека ова е еден од најдобрите проекти во кои што сме инвестирале во овој bull market. Значи, иако е рано, допрва ќе видиме. Зошто е ова битно? Затоа што ако се кејавате, Binance US беше целосно блокиран од страна на SEC. Моментално, не само што е блокиран, гледаме дека почнува да работи, што значи дека не е затворен, не е во стилот на FTX, значи дека немало загуби, дека не краделе, така, што е позитивно. И доколку во оваа ситуација гледаме дека авторитетите во Мурика им дозволуваат да ги отворат повторно fiat on your ramp преку Alchemy Pay, значи тоа е позитивно за целиот пазар, значи дека функционира самата страна. Значи функционира самата менувачница, ова е крајно позитивно, значи дека нема да имаме уште еден загубар, тоа е позитивно, нели? И за крај јас уште еднаш за потенцијално кој што не го изгледа на почетокот видеото, ќе опуштам уште еднаш. Значи тетка овдека јасно кажува тоа што ние го убивме од зборување. Значи блокчейн технологијата заедно со алткоините е многу потенцијална технологија. Јас пак ќе ви кажам, значи обрнете внимание на тоа што го прават големите играчи на пазарот. Не се залетувајте на кратки рокови, не гледајте до својот нос, пробајте да гледате малку подалеку, иднината е битна, на долг рок сме овде, така да пак ќе ви кажам, јас и да нема алткоин сезона, ние не се откажуваме блокчейн технологијата, што потенцијално ќе правиме останува да видиме на пазарот, ќе ви информираме нормално, но ние сме овде на долг рок. Јас верувам во алткоините, верувам дека многу од нив имаат крајно добра и светла иднина и ваа технологија која што ја гледаме во блокчейн ќе го промени светот како што го знаеме. И за крај уште еднаш CEO на Franklin Templeton. Слушајте внимателно што има да каже за алткоините. Really important to think of blockchain as a technology, as a programming language, right? That does certain things really well. Really important to think of blockchain as a it's likely that ETFs and mutual funds will ultimately well. be I built do on think that it blockchain will just because it's an incredibly efficient technology. And then ultimately there's be the- built the- on the blockchain. crypto world, some of which I think has tremendous opportunity, and And some then of which I there's think it'll be the- noise. the- It'll be a the little bit like the .com era, when eventually you had some of the biggest And some of which I companies think of it'll the be next noise. It'll be a decade little- that came out of it, and then you had a lot that kind of blew away to the side. And biggest so I think companies the of the crypto next world decade. is similar. I think the thing with the Trump And so I think administration is we're the gonna crypto start world- to see them converge more, the TradFi and the crypto. With the which is Trump something that administration we is we're gonna need start to have some sort of regulatory clarity so that you could bring these together, because which is something that we fundamentally need. We need it to will drive out costs, and there is great innovation bring in these together the because technology enabled. fundamentally it Really important. Ете така. Уште еднаш, слушнете си ова и размислете во што инвестирате и на кој рок. Благодарам уште еднаш, се надам дека уживавте, нема да ве давам со дополнителни ствари. Значи, јас и Анџело, гледате и сами, не можеме да се престасаме самите себе си, за колку работа има. Продолжуваме и понатаму да работиме за македонската нација. Следете го распоредот за следните содржини. Ви благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гебиџи.